Добро вечер на сите, почитувани гости, почитувани пријатели на уметноста, љубители на уметноста. Особено чест и задоволство е вечерно да се присуствува на овој настан. Најпрво сакам да ги поздравам гостите, директорот на Центарот за култура од Струмица. Голема благодарност, бидејќи од нашата десна страна можеме да ја проследиме изложбата од интернационалниот фестивал што се одржа оваа година во Струмица. Позади нас е изложбата од Виница Веритас, од интернационалниот фестивал исто така од Виница. И сакам да ги поздравам оваа вечер еден од домаќините, тоа е општина Делчево, градоначалникот на општина Делчево Дарко Шиштански. Потоа е Центарот за култура Никола Јонков Вацаров од Делчево и исто така еден од организаторите на оваа манифестација, господинот Мили Ѓоргиевски. Исто така за оваа вечер сакам да ги поздравам и учесниците во оваа манифестација. Тоа се афористичарите од Струмица, потоа афористичарите од Кочани, кои што ќе ги проследиме во вториот дел од вечерашната програма. Исто така сакам да го поздравам солистот на пијано Цоне Скиленат, кој што за оваа вечер има приредено една своја програма. Сакам да истакнам дека Делчево, како и градовите Струмица и Виница, ги следат чекорите на овие интернационални фестивали и се надевам дека ќе биде ова добар почеток на оваа година на фестивалите во областа на афористиката и карикатурата и се надевам дека балканските и светските уметници ќе се представат во нашиот град во најдобро светло. Сакам на сите посетители да им посекам пријатна вечер и веќе во следниот дел на програмата да ги проследите афоризмите на нашите познати афористичари. Ви посакувам пријатна вечер и се надевам дека вакви фестивали, вакви случаи ќе се случуваат повеќе во нашиот град и ја поканувам веќе во наредниот период, некаде во месец септември ќе се случуваат повеќе случувања. Сакам да ги проследите и да уживате во програмата која што следува во наредниот период во Делчевското културно лето. Ви благодарам. Директорът е на по-висока позиция, па че мора тя да се подкрепям на пръсти малко. Ама това е судбината на нас, обичните смъртници. Навистина ми представя посебна чест и задоволство, што вечерно ние како Делчево, како град, сме домачини на изложбата на интернационалниот фестивал на еротски афоризам и карикатура од Струмица. Иначе, за ваша информација, ова е единствен фестивал во светот кој се бави со оваа тематика, со еротиката, мисля професионално, баш како аматерски сите се бавиме со оваа тематика. Мене ми беше посебна чест што годинава за 15 години на овој фестивал јас бев председател на меѓународното жири и таму во каталогот меѓу другото напоменав дека за време на одржувањето на интернационалниот фестивал на еротска карикатура и афоризам во Струмица, Струмица е престолнина на Боготерос, односно Струмица е светски град на еротиката. И наистина ми е посебна чест што вечерва ќе имате можност да разгледате дел од богатото депо на карикатури еротски од Струмичкиот фестивал. Но тоа нема да останеме на тоа и ние вече да се договориме, ќе пратиме изложбата на Струмица, така да голем дел од афоризмите што ќе ги прочитаме ќе бидат на еротска тематика. Драго ми е што сме малку повозрастни, така да ќе можеме да бидеме малку послободни во форсирањето на темите од еротиката. И тука
Проследуваме уште една изложба, тоа е изложба на меѓународниот фестивал ин Виница, Веритас од Виница. Иначе фестивал кој е специализиран, барем досега беше специализиран на темите вино, антика. Годинава сменета е темата, значи годинава е конкурсот уметност, но и Виница, Веритас и останува. Од мене за сега толку, го поканувам мој драг пријател, срцето и душата на Интернационалниот фестивал за еротска карикатура од Струмица, Маријан Пецов. Ова вечер прв пат сме во Кочани. Иако сме може би близко тука некаде, аме еротиката ни избега, нека ни дојде. Мораше да се качуваме на високо, да дојдеме до Миле и директорот, да ги поздравиме со нашите најнови карикатури кои се произведени од цел свет. Кога цел свет ќе се сврти кон едно место, конкретно јас зборам за Струмица, и каде ќе поздрави жената е нешто посебно, а и не е тешко. Жената како инспирација во Струмица го најде во Струмичкиот карневал и во тримерските обичаи. А зошто? Матриархатот пропадна и они си го зедува еден ден каде што не пуштат никако машките, туку самите жените знаат да ја направат ова прекрасна свеченост на душата. А ова свеченост на душата ни дозволува Миле да го земе од Кочани ова година, да ни биде во жирито и да го каже на нешто најубаво. А тоа е афоризмот. Афоризмот е посебна привилегија на балканските народи кои умеат да го кажат тоа на свој начин. Миле ќе ми го каже како е тоа во афоризмите, али јас од Мича Тумарич за крај би рекол: и јас сум за групен секс, ама немам кворум. Благодарам. Тоа што Маријан често го спомнуваше Кочани, не е грешка. Обично во еретиката требат цврсти аргументи, требат нешто да е како Кочан, затоа Делчево му зарече на Кочани. А сега го поканувам Ленат Совески да се представи и да ни избокати вечерашната програма. Повели Ленат.
Пред тук да ми се приключат моите колеги афористичари, наистина явно да му честитам за овие прекрасни изведби. Ме посети еден мој афоризам од мојата најнова книга "Три пати на ден", еротско-музички директор афоризам, кој гласи: "Сексот му е како песна, се што е убаво кратко трае." Ова беше вон програмата. Јас во најавата ви кажам дека Струмица е светски центар на еротиката, како за еротскиот афоризам, така и за карикатурата. Но еротскиот афоризам во Струмица се опробале најголемите мајстори на афоризмот, како на Балканот, така и пошироко. Таму победувал еден Александар Чотрич, Раде Јовановиќ, учествувале Бајдак, Толески и да не набројувам. Јас на почетокот на ова наше дружење сакам само малку да ве подсетам на некои бисери на еротскиот афоризам кои го обележале Струмичкиот фестивал. Жените што користат електричен вибратор си играат со струја. Нинос Несторовиќ, Србија. Кога власта е импотентна, пендрекот е еротско помагало. Исто така Нинос Несторовиќ. Мене сите девојки ме оставија. Тоа е доказ дека пушењето може да се остави. Милан Тодоров, Србија. Кога ќе падне крв, нема невини. Милен Милоевиќ, Србија. Мајстор сум за оргазам, ми оди од рака. Големиот Александар Чотрич, Србија. Јас можам да јадам и по 3 пати на ден. Не е тоа секс да се изморам. Васно Толески, Македонија. Не сум ни за антички македонци, ни за стари Словени. Јас сум за нешто помладо. Сега да почнем со представување на нашите вечерашни гости, моите колеги. Десна од мене седи Ленче Стоименова. Се надам дека точно го кажам презимето. Ленче вели: ние македонците имаме силна меморија. Како беше понатака, Ленче? Микрофони. И по 30 години да се сретнеме, по палтата ќе се препознаеме. А може и по уставите. Поведете се. Благодарам. Јас дојдам од Кочани и голема среќа е што живеам во Кочани каде се е кочанството. Дури пудингот ми е таков. Сум забележала дека кога идам во гости, секогаш имам нешто меѓу нозе. Сега ги имам нозете од масата меѓу моите нозе. Благодарам. Операцијата успешна. Пациентот мртов. Ајде сме живи и здрави. Најсигурен лек против чотекот од сопствените деца е презервативот. Не е веќе изгубен случај. Пронајден е на една кандидатска листа. Ова е време за паметење. Најдобро е што поскоро да го заборавиме. Устата им е отворена зашто се гладни. Власта тврди дека се проземаат.
Јас сум афористичар. Мојот колега Миле Ѓорѓиовски е еротистичар. Мајка ми се радува што од мене зачуре лоџак. Свекрва ми тврди пичкин дим. Мојот сопруг ќе стане астроном. Постојано анализира една црна дупка. Какви нестрпливи пациенти. Умира чекајќи по 9 месеци наред за магнетна резонанца. Ќе не научија сами да си фаќаме риба, ама фатија магла. Благодарам. И благодарам на Ленче, посебно на сусекрвата. Водачот не може да ја задоволи сопругата со народот му оди полесно. Ѓаволот има робови, а живее во пеколот. Значи женете, а има и баба. Сезаме, отвори се, ми доаѓа баба ми на гости. Наред е Ристо Крчевски Струмица. Ристо Павелев. Благодарам и се надевам дека овие вечерашни карикатури еротски и афоризмите барем малку ќе придонесат во зголемување на наталитетот на Македонија. Белки ќе ги дадат инспирација, особено на младите. Кога ода во Европа, раците секогаш ми се на задникот. Што е сигурно, сигурно е. Некои политичари се бисексуалци, го дубат и народот и државата. Работам прековремено, го заменувам комшијата и комшиката. Го реновира бракот, купија нова спална. Еротоманите предложија закон, времето поминато во секс да се рачуна за бензински стаж. Од секоја љубовна врска излегуваше не попаметна, туку потрудна. Толку беше важна, што ја користија како систем капка по капка. Одеднаш не се станувало педер, но нели повторувањето е мајка на знаењето. Ги изравних сметките, и сопругата и комшиката ги задоволувам еднакво. Државата се грижи за сексуалноста. Секоја жена ќе добие субвенции за вибратор. Благодарам. Благодарам на Ристо, да се надобрзам. Откако дојде до вибратор, најтешко и паѓат рестрикциите на електричната енергија. Има и батерија. Алкал нема се скати. Инаку ова работа се снима, че иде на интернет, че иде на Фейсбук, па ај нешто да и чачнеме за Фейсбук. Брачниот кревет му е како Фейсбук, полне со пријатели. Инаку сигурно се знае дека Ева и Адам не постанале пријатели. Нема во Фейсбук. А сега едно моје лично признание. По грешка со жена ми постанав пријател. Не знаев дека имала лажен профил на Фейсбук. Ова афоризам не е истинска имагинација.
А сега от Кочани ми доаѓа Јане Атанасов. Јане, повели. Поздрав за Севчани, благодарам на најавата. Јас мислев поинаку да почнам со првиот дел од мојот настапник, што провоцирано од ова што се беше кажано и видено во текот на изминатите неколку минути, морам да останам на иста фреквенција, па еве два еротски афоризми, а потоа ќе настапам со нешто друго. Тоа што ми беше во плана. Значи, мој предлог за надминување на проблемот со наталитетот кај нас. Не правете се деца, правете деца. И уште еден на таа тема, таа е полна со позитивни вибрации. Често користим вибратор. А сега немам афоризми на тема слива, пијалоци, ракија и така натаму, она што беше тема на минатогодишниот конкурс на вашата општина, на кој конкурирав и за кои афоризми кои ги прочитам, добив пофалба од еден од луѓето што одлучува за наградите, рече за малку ќе победеше со овие афоризми. За малку. Еве дел од нив. Се извинувам. Ракијата е лек против главоболка. Главоболката му доаѓа како колатерална штета. Сливата е свето дрво за оној што се причествува со ракија. По испиените десетина пијалоци се наоѓа излез од себе, ама не и од кафаната. Малку вулгарен, ама тоа е тоа. Секој просечно пијанечко коре испило ракија барем едно буре. И еве едно за бизнисмените, само да видам каде беше. Не си успешен пијанечки бизнисмен, ако немаш неколку насади со сливи и барем една млада смоква. Кога сме кај смоквите, има смокви кои се чувствуваат најпријатно кога нема ниту еден лист на себе. И уште една за смоквите, завршувам прекасувај дел. Се полакоми по низината смоква, па заради скија. Благодарам на Јане. Продолжуваме, инаку ова е време на одмори. Јас да ви кажам дека годинава летував на Егејско море од патриотски причини. Сакам да им докажам на грците дека таму сум свој на своето. Кога сме кај одморот, да ви кажам дека годинава јас и жена ми го прекинавме годишниот одмор поради несреќен случај. Ни се дупна коритото. Инаку, уште нешто кај одморот да ви кажам дека оваа година одлучивме и јас и жена ми да штедиме на одморот, наместо корито купивме леѓен и тоа настава. Толку со коритата и леѓените за джакузи малку подоцна, а повторно од мојата десна страна Ленче Стоименова. Јас нон-стоп спомнувам десна страна, иначе сега ќе ви кажам едно признание политичко. Ова година гласав за десницата. Првата љубов не се заборава. Таа е таква жена што често се пали и без контакт. Од тревно мет и млеко пред изборите, по изборите јадеме трици. Нашата соседка често доаѓа на кафе. Мојот сопруг најубаво правел долго, дупло и продолжено.
Политичарите не се обични луѓе како нас. Тие се со посебни потреби. Има конј за парада, има конј за тркане. Нашиот само крка. Бог вели дека сме Негово стадо. Мили Боже, и ти ли мислиш дека сме овци? Кога на крајот келнерот ми ја донесе сметката, ми потекоа солзи. Сигурно од кромидот во салатата. На сите други можам да им простам. На мојата сенка, што е друга партија, не можам. Ни дадоа златна прилика да избираме. Го избравме најнеприличниот. Да. Некој е среќен што му пее петлето. Јас сум лута што ми пропеа веселчето. Кога жената брои до 3 и веднаш заспива, и мажот брои до 3. Садај. Длабоко го закопавме нашиот непријател, со коренот во наше тло. Благодарам. Јас срече да почне со признание, еве уште едно признание. Жена ми е расист, полуден кога ме заклуче во креветот со црнка. Сакора сме жените нешто друго на таа тема, човек би можел да се залюби и во собствената жена. Од пишаното не се рега. Место музичара на директорот на Домот на културата од Сливица една желба, една посебен афоризам. Тешко е да се води љубов со собствената жена, ама на мака се познаваат јунаците. Повторна средба со Христо Билчевски. Христо повеќе. Да пробам еден малечок микс. Црвената боја на каките не мора да значи дека сте социјалисти. Може би само сте јадели ајде. Македонците да не се секираат за погребалните трошкови. Нас ќе не закопаат малцинствата. Кога со брата Рој виде дека во Македонија има овци, се откажа да донесе крави од Индија. Сопругата ме задоволува рачно. Секогаш ми аплаудира кога ќе ги измијам чиниите. Таа има тежок сексуален живот. И сопругот и швалерот имаат по 120 килограми. Има спас од белата чума, да увеземе барем 1000 црнци. Супер женска, ја држи устата затворена, а нозете отворени. Жената молчи, мажот молчи, комшијата молчи. 3-0 за швалерот. На пописот сопругата му излезе вишок, има швалер. Животот му е завиткан во црнина, води љубов само со вдовици. Многу деца се незадоволни од своите татковци, исто како и нивните мајки. Благодарам. Да продолжиме кратко со еротика, со проблемите во еротиката. Неговите сексуални проблеми се чиста математика, брзо вади. Закоравениот терорист и во секс бомбата гледа бомбаш самоубиец. Инаку познавам една секс бомба, која од секс бомба стана
кашикара се омаши. Значи некогаш се звомба, денес кашикара. Следен за настъп е Яне Атанасов. Яне, повече. И аз ќе променам малку темата, бидејќи атмосфера да се вжештува, па да не му се случи на некој да почне да повраќа. Малку ширенолико повеќе политика. И од сите области на животот. На подарениот коњ не му се гледа во завите, како ни на коњот кој подарува. Безгрешен човек е утопија, но некои грешници прават утопија од се до што ќе допрат. Граѓанинот е се почесто со прстот во уста, затоа што оние горе не сакат да го стават на чело. На нас македонците никогаш нема да ни потонат сите бродови, затоа што не сме ги имале. Нека ни живоме на рец. Се ми е јасно, затоа така често ми се стемнало. Откако ќе биде потврдена со подпис и печат, лагата се преименува во истина. Едно признание, гледајќи какви свињари прават луѓето, се помалку верувам во Дарвиновата теорија за постанокот на човекот. И уште едно нешто како признание или изјавување на послушност, граѓанска послушност. Пишувам писмо до антикорупцијската комисија и во него пријавувам камен во бубрегот, шекер во крвта, вода во коленото, сол во очите, киселина во желудникот и пајажина во джеповите. И уште еден за овој крусал. Кога си некој и ништо, малкумина знаат дека постоиш. Кога си некој и нешто, малкумина сакат да постоиш. Благодарам. Директорът ќе се замолва нешто. Може ли да се замолва нешто? Да се замолва нешто. Се моли незадоволниот народ да се стрпи уште малко. Водачот тера се по список. Ајко ве нашаме малку економија, да одиме на економија, и сиромашните не се еднакви меѓу себе. На сите исто не им како рацеват. Да мислеа на народот, немаше да му отвораат народни куњи. Уште нешто економија, штедат на струја, наместо по фрижидерите, пребарува по контейнерите. Сега ве препушта на Ленче. Ленче удрин Херот. Една Делчевска. Не прави се сливо дека си немала црвче. Те издава дупчето. Тој беше незиниот сон, таа негова несоница. Мојот сопруг секое задоволство скапо го платил, само јас сум му бесплатно. Веќе не пливаме во долгови до гуша, сега се давиме во лајна преку глава. На мојот сопруг секогаш сум му била цвеќе. Кога бев млада, му бев лајкучка, сега сум висибаба. Ало, ало, брза помош, ало, ало, алелуја. Еден
сите ќе припаднеме на Европа, ако до тој ден не ни припадне на сите. Ќе има проширување. Сите ќе добиеме проширени вени, стоејќи пред вратите на НАТО. Кога желудникот нема што да вари, ниту матката нема контракции. Глобалното затоплување воопшто не ме плаши. Во фрижидерот имаме место за целото семејство. Цел народ обременет. Политичарите користат оштетени кондоми. Сакам мојот сопруг секоја ноќ да си спие дома. И спие секоја ноќ, кога си дојде. За секој врат има точна јака. Менгеме. Благодарам. Ајде малку за Европа нешто. Дјаволот пред нас дојде во Европа, ја однесе шегата. Пред вратите сме на Европа, си ги бришат нозете со нас. Тој е афоризам на мојот колега Васен Талески. Политиката не е курва. Курвите немаат имунитет. А сега не сме политически. Ги спуштив гатите. Ќе видам која политичка партија ќе ме задоволи. Александар Македонски отишол дури до Индија. Затоа имаме толку слонови во политиката. Во некои градови во Македонија полесно ќе најдете факултет отколку јавно ВЦ. Не може на македонецот да му биде лесно, кога наше најпознато оро е тешкото. На лидерот му опаднал рейтингот, утврдено е со спермограмот. Потенцијалот на партијата на зелените е огромен, недозреани колку сакаш. Никако да ја задоволиме Европа, а ги користиме сите делови од нашето дело. Многумина живеат стабилно, се држат за стапот на партијата на власт. Вратам на сексот малку пак. Ме третира како комичар, секогаш издегувам смешен во сексот. Нашите волови почнаа да тренираат Кама Сутра, ги чекаат кравите од Индија. Ноелите мора да се бедери, ја кријат главата, а го тртат задникот. Мажот и жената најпосле најдоа заеднички јазик, практикува орален секс. Пострашно е да најдеш маж во собствениот кревет, отколку во креветот на сопругата. И уште еден за крај. Многу жени од тврдо ги боли, но од меко се разболуваат. Благодарам на Рус. Знаете ли што е силомашија? Колко вече завършиме после село, да не прекинуваме програмата. Сега да кажем... А има однос со кркен кондом. На Балканот од секој криминалец не бива политичар, затоа се потребни мирни, фер и демократски избори. Има лек без мотика, ставете чорап на главата.
Кукавиците, што мислат на својата иднина, секому не му подметнуваат јајца. Инаку јајцата се толку скапи, затоа што на некој секој ден им е велик ден. А сега следен Јане Атанасов. Нашата тема, секојдневна тема, последниве 2 децении и нешто повеќе Европа, нашата држава Европа. Појава една најкратка дефиниција на процедурата за прием во ЕУ. И уште еден афоризм на оваа тема. Портите на Европа не се отвараат со калаус, туку со кодиран ключ. А ние сме научени со калаузи да се гради затварат. Одиме натаму, еве уште една тема подот за сите парите. Низ својата историја човекот направил многу глупости, а најголемата од нив, од сите тие глупости се парите. Имаме рамки, знаете тоа, ние сме ранковна држава, тоа велам законските рамки за некого се омолни, а за некого златни. Ни најдобриот адвокат не може да ве одбрани од судот на јавност. Кога целта не ги оправдува средствата, тоа го прават партиските портпароли. Еден малку сентиментален. Над секоја провалија може да се помине по мостот изграден од нечий поглед. Еднаш се живее, а се умира со секоја отплатена рата за кредит. Некој спомна овде пред малку глобално затоплување, еве мој коментар на глобалното затоплување. Глобалното затоплување зема замав. Се поголем е бројот на жестени глави. И уште еден само, тука да мислам да запрашуваме, беше момче кој ветува, стана познат политичар. Сега нашите гости тука предошлуваме сите да се представат уште со по 3 афоризми. Инаку сакам да ви кажем еден афоризм кој не е мој, кој го најдов во една антологија, никаде не е подпишан авторот и за кој супругата ме рече, немајте мала воделчево тој да го кажеш, иако го са многу опфани афоризмот, уште еднаш напоменувам, не е мој афоризам, жена ми е педер, сака маши. Се извинувам и на сите мажи, и на оние што мислят дека се мажи, и на сите жени, и на оние што мислят дека се жени. Наистина не е моја афоризм. Иако ми е криво, дека сум го напишал. 2/3, тоа е навочно докажано, 2/3 од мажите имаат родови. Па каде се тие друштва за заштита на животните? А 2001 година јас победив на фестивал Зеровски афоризам во Струмица. Еден од додадените афоризми тој беше откако го допре волшебното ставче на директорот, живее како во бајките. Инаку, ако овој афоризам транзицијски би звучел откако го допре волшебното ставче на газдата, живее како пеперачка. Ленче повели само 3 афоризми, ама ако можеш да тераш повеќе, не можам да те соправам. Да ти кажа да терам ли повеќе? Што ако имам малку повеќе во тежината? Па ти имаш многу помалку во должина.
стана министър. Дели сме падна едно млечно запче. Моята приятелка и беше тежко да крие дека има швари. Сега е уште по-тежко кога откри дека живее со човек кој има швари. Учи сине за да не работиш. Па не работа мори мајко на агенција за вработувањето. Имаме многу неопределени. Не можат да се определят дали дженер или тунгузија да пак. Наместо да не снема, за нас Европа не тропа. Ако и на неизината врата ке нема кој да тропа. Издрав гласа, кое по гласање нема кајање. Благодаря. Еден рецепт за сочувување на бракот, си го сочува бракот. Наместо жената ја смени швалерката. И уште нешто на таа тема, бракот му е монотон. Не му се погоди швалерката. Ристо Крилчевски. Неговата сопруга е како лавица, а и мојата е некој животно, змија. Македонија во светот праќа фотографии во боја, ни ги враќа во црно-бела техника. Сомнителна е неговата сексуална ориентација и петлите почнаа да му носат јајца. Многу млади не знаат ништо да работат, не знаат да прават ниту деца. Кај нас нема разлика меѓу кралите и работниците, и кралите и работниците ги молзнат. Благодаря. Инаку сите знаете дека пушењето е штетно по здравјето, ни го уништи наталитетот. Никотинот убива, пушењето не. Јане Атанасов. По рецептот на Миле Георгиевски, нашиот домаќин, ти кажам нешто што не е мое, меѓутоа ми остави голем впечаток. Многу дефиниции за бракот, кои некои не беа слушнати овде вечер од моите колеги. Јас имам една дефиниција, прочитам уште многу одамна, ми остана многу врежена во сеќавањето, во помислењето, многу ми интересна и затоа сакам да ја кажам и на вас. Не се сеќавам кој беше автор, меѓутоа мислам дека ќе веди да слушате. Вели, бракот е како женски гаќи. Животот не бракот, се извинувам. Значи живот, дефиниција за живот. Животот е како женски гаќи. Краток е, нечист, а често пати знае да биде крвав. А сега, она што следува за крај 3 мои афоризми. Знаете каде се стигнува најбрзо по известен пат? Велиме дека секој пат треба да следиме некој пат и нешто изгазено. По изгазен пат најбрзо се стигнува до полски посет. Можеме да зачекориме храбро напред. Имаме здраво дно под нозите. И на крајот, мојата борбена декларација. Следиме сите дека по последно време се намножија многу борци по разноразни основи. Некои се борат за човекови права, некои за права на животните, некои за права на потрошувачите, некои за ова, некои за она. Мојава борбена декларација, за да излизам дека јас сум некој кој е надвор од тие редови, мојава борбена декларација гласи: прифаќам борба гради, само под услов противникот да е гол и да му припаѓа на спротивниот пол.
За жал, се си има крај, па и еротиката. Тука некаде треба да завршим ова наше дружење. Следно дружење ви закажувам на Интернационалниот фестивал Пејанец 2014, кој ќе се одржи последната недела од месец септември. И да завршам како резиме, мажот што не умее да собува, секогаш се буди покрај собствената жена. Ви благодарам за вниманието. За 2000